Добар ден. Представен е првиот од трите електрични близнаци на групацијата Volkswagen. Cupra Raval ни доаѓа од Барселона, а спортскиот шпански бренд со својот најмал електричен автомобил има со што да се перчи. Луксузниот бренд на BYD, Denza, го започна својот европски поход со два модели. Во Кина, Hyundai се потпира на астрологијата. Астон Мартин преку Абу Даби стигна до Нио. Зошто се пневматиците црни и колку е важна аеродинамиката кај возилата се само некои од темите на денешната епизода. BMW ги објави клучните детали за водородната верзија на X5 планирана за 2028 година. Ке има автономија од 750 км според WLTP циклусот, а ке се полни за 5 минути. Ова е овозможено со систем од 7 резервоари изработени од композитни материјали засилени со јаглеродни влакна. Распоредени еден до друг меѓу две метални плочи, во нив ке собира најмалку 7 кг водород. Просторот што го зафаќаат е еднаков колку батериите на електричната верзија на X5, што значително ја намалува комплексноста на производството кое ќе се одвива на истата монтажна лента. И кај двете изведби електричната архитектура е од Neue Klasse платформата. Покрај со овие погонски групи BMW ќе го нуди X5 и со бензински, дизел и плагин мотори. Британскиот пазар ретко изненадува, но во март се случи токму тоа. За прв пат еден кинески модел стана најпродавано возило во земјата. И тоа убедливо, според податоците за GQ7 се имаат определено 10.064 купувачи, скоро за 1000 повеќе од Ford Puma. Мартовската топ 5 листа уште ја дополнуваат Nissan Qashqai, Kia Sportage и Vauxhall Corsa. Овој кросовер од семејството на Chery во Велика Британија е лансиран во септември минатата година и оттогаш редовно е меѓу 10 најпопуларни возила на пазарот. Неговиот звезден успех се препишува на повеќе фактори, главно стартната цена под 30.000 фунти и 7-годишната гаранција. Иако на располагање е уште и со бензински и хибриден мотор, за плагин изведбата се имаат определено цели 85% од купувачите. Иако во Велика Британија во март вкупно се продадени 380.000 возила, од кои 86.000 електрични и 50.000 плагин. Chery таму располага со продажна мрежа од 124 дилерства кои се заеднички за сите брендови со кои настапува. Кинескиот NIO го представи својот најголем модел, кросоверот ES9. Долг е 5,37 метри и се одликува со современ и препознатлив дизајнерски стил, со преден дел со облик на носна ајкула и поделени светла. Како што доликува на високо позициониран модел, има напредни автономни способности, а за погон се грижи архитектура од 900 волти. Електромоторите испорачуваат 700 конски сили, кои и покрај тежината од 2850 кг, полетно ќе го дотераат до 220 км на час. Батериите обезбедуваат автономија од 620 км, а активното ослонување висок комфор за 6 патници. Во внатрешноста, облагородена со дрво и кожа, е зацкриена со електрохроматските стакла на задните врати, а цените стартуваат од 66.000 евра.
Започнува продажбата на паралелната верзија на MG4 доозначена со суфиксот Urban. Оваа изведба има еден електромотор на предната оска, помали батерии и доста привлечна цена од само 25.000 евра. Дизајнот е пријателски заоблен, внатрешноста смирена, а димензиите поголеми во однос на MG4. Купувачите може да бираат меѓу две погонски групи со 150 коњски сили и батерии од 325 км или посилната која има 10 коњи повеќе и за 90 км подолга автономија. Особеност му се литиум железофосфатните батерии, чии келии се сместени во едно куќиште, а не одвоени во поединечни единици. До крајот на годината се очекува и верзија со нова генерација батерии наречени Solid Core. Според компанијата, тие донесуваат значителни подобрувања во однос на безбедноста, трајноста и перформансите, посебно во студени услови, што доаѓа од конструкцијата со само мал дел течен електролит во нив. Volkswagen ја обнови индиската верзија на T-Cross која се продава под ознаката Taigun. Освежениот кросовер доби посериозен изглед налик на Tiguan со потенки елементи на маската, преобликувани светла и поинакви отвори за воздух во браникот. Посовремениот изглед се надградува на постоечката силуета, додека назад освежената LED графика е придружувана со мали измени на браникот. Внатре, Taigun доби нов инфозабавен систем и дигитална инструмент табла за подобро опремените верзии, заедно со вентилирани предни седишта, многу поголем панорамски покрив, амбиентално осветлување и друго. Под хаубата нема изненадувања, моторите се истите, од 1 и 1,5 литри турбо со 115 и 150 коњски сили, од кои помалиот доби нов 8-степен автоматски менувач. Покрај во Индија, овој кросовер долг 4,2 метри се продава уште и во Мексико. Мекларен ќе започне да ги распакува своите планови за иднината во текот на наредните месеци. Компанијата, чија судбина беше неизвестна, сега има нов собственик од Абу Даби, кој се поврзува и со кинескиот производител NIO. Тоа веќе дава нови перспективи за кои деталите ќе ги дознаеме наскоро. Конкретно се очекува нова линија спортски автомобили со бензински мотори, не само наследникот на сегашниот 750S, туку и други кои компанијата досега ги нема во портфолиото. Тоа подразбира и кросовер со пропорции како Porsche Cayenne, за кој одамна се зборува дека е веќе во развој. Што се однесува за електричен модел, ништо не се исклучува, но шансите за тоа и покрај достапноста на технологиите на NIO се навистина мали. «15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе. Закажи тест возење на chery.mk. Say
Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Купре Равал е лансиран пред неговите близнаци. Во воено-политичкиот вокабулар, ова може да се интерпретира како превентивен нуклеарен удар, бидејќи групацијата допрва ќе ги промовира Volkswagen ID Polo и Škoda Epiq, чија премиера е закажана покасно годинава. Кај сите автомобили, најмногу кај електричните, аеродинамиката се повеќе се потенционира. Токму поради тоа, ќе елаборираме каква е незината улога и колку придонесува во економичноста на возилата. Со должина од нешто повеќе од 4 метри, Равал се наоѓа на супер мини територија, но ги надминува очекувањата со меѓуоскино растојание од 2,6 метри и изненадувачки просторен багажник од 441 литар. Поширок е и понизок отколку што би очекувале и има смел став. Поставена на новата платформа MEB Plus на Volkswagen група, која ја дели со веќе споменатите близнаци. Купувачите добиваат голем избор на погонски склопови. Основните верзии со едноставната ознака Равал спаруваат мотор од 116 конски сили со батерија од 37 киловат-часа, што е доволно за околу 300 километри автономија, а ограничени се само на 50 киловати полнење. Доколку се искачите на скалата на конфигурација до Равал Plus, ќе најдете мотор од 135 конски сили кој го користи истиот пакет, иако овој пат полнењето достигнува максимум до 88 киловати и бележи од 10 до 80% за приближно 23 минути. Како се искачувате погоре, работите стануваат поинтересни. Пакетот со батерии од 52 киловат-часа нуди 211 конски сили во верзијата Endurance и испорачува околу 450 километри автономија со брзина на полнење до 105 киловати. Но, ако тоа не е доволно, тука е ВЗ. Таа се искачува на 226 конски сили и ја лови стотката за 6,8 секунди, што го прави конкурент на Alpine A290. Досегот малку се намалува на околу 400 километри, но демоните на брзината можеби мислат дека тоа е цената што вреди да се плати. Купра не се стреми само кон бројки за моќност. Подвозјето на Равал е за 15 мм пониско од основната MEB Plus платформа, поставеност што се користи кај ID Polo и има поширока трага од 10 мм со адаптибилни амортизери, прогресивно управување и електронски диференцијал со ограничено пролизгување кај ВЗ. Внатре, возачите се почестени со корисна голема дигитална кластерска табла од 10,25 инчи и 12,9 инчен инфозабавен систем.
Доколку се одлучите за изданието Равал ВЗ Екстрим, ќе бидете почестени со куп школкести стедишта со тапацир со 3D плетена технологија, како и 19-инчни тркала со сулфурно-зелена боја и мат надворешен финиш во боја на манган. Купра Равал на пазарот ќе пристигне летово, кога ќе се соочи со своите најголеми ривали од премиум Б сегментот. Сите добро знаеме дека аеродинамиката има големо влијание на ефикасноста на возилата, но колку точно одговор ни дава физиката. Имено силата од моторот се троши за совладување на два вида отпори, на тркалење и на воздухот. Отпорот на движење повеќе или помалку е константен во сите режими на возење, додека отпорот на воздухот зависи од аеродинамичноста, проекцијата на челната површина на возилото и квадратот од брзината. Тоа значи дека ако автомобилот вози двојно побрзо, потребно е 4 пати поголема сила за негово совладување. При градски брзини тој има многу мало влијание, само околу 10 до 20%. Ефикасноста на возилото, односно потрошувачката, зависи од честите тргнувања и застанувања. На автопат пак за совладување на отпорот на воздухот се троши 50 до 70% од силата на моторот. Колку брзината е поголема, толку повеќе кај модерните автомобили намалувањето на коефициентот на отпор на воздухот за 0,01 придонесува за 1 до 2% помала потрошувачка. Така возењето со багажник на покривот знае да резултира и со до 25% повеќе потрошено гориво на автопат. Кинескиот пазар на електрични возила стана полигон каде што глобалните брендови често ги преиспитуваат своите правила од темел. Ioniq на глобалниот пазар имаше улога на премиум бренд електрични возила на Hyundai. Во иднина, Ioniq во Кина ќе настапи со потполно нови модели именувани според планетите на нашиот соларен систем. Биле електрични, хибридни, бензински, дизел, на водород, автомобили, комбиња или камиони, сите тие имаат црни пневматици. Зошто е тоа така, ќе одговориме по прилогот наменет за Ioniq Venus и Earth. Во пресрет на саемот во Пекинг, Hyundai најави дека идните модели на Ioniq наменети за Кина ќе се именуваат според планетите наместо броевите. Мразот го кршат два концепта – Venus и Earth. Првиот е елегантен седан кој силно потсетува на Lamborghini со 4 врати, додека вториот е во форма на кросовер. Според Hyundai, серијата Ioniq ќе еволуира надвор од линијата на производи во поширок екосистем за мобилност прилагоден на локалните клиенти. Hyundai вели дека Venus и Earth служат како дизајнерски барометри за идните производствени модели. Venus изгледа различно од кој било друг модел на Ioniq што сме го виделе досега. Како и Ioniq 5, тој е доста висок и има агресивен преден дел со тенки LED диоди и широка решетка. Кабината е исто така доста интригантна, со мноштво златни акценти и панорамски екран за инфозабавниот систем, сличен на сегашниот Hyundai Elexio, произведен во Кина. Колку од интериерот на овој концепт ќе влијае на идните производствени модели останува да се види, но секако остава добар впечаток. Кросоверот Earth е уште подраматичен. Погледот во кабината открива централен екран на допир сличен на таблет и специјални седишта со модули исполнети со воздух. Идните модели ќе бидат градени врз бескомпромисните принципи на Ioniq за безбедност и квалитет, а наскоро ќе се воведат сериски модели кои ги комбинираат искуствата со паметно возење и паметна кабина, што ги бараат кинеските потрошувачи. Се уште не е објавено кога ќе биде лансиран првиот од неговите модели на Ioniq само за Кина, но тоа би требало да биде наскоро.
Те се запрашале ли зошто автомобилските пневматици се секогаш црни. Има добра причина за тоа, а на почетокот на моторизацијата тие биле бледо-бели, бидејќи природната гума од која се правеле е таква, но не биле издржливи заради што производителите започнале да додаваат цинк оксид кој ги правел уште побели. Со текот на времето е откриено дека додавањето на црниот јаглен е поефикасно. Тој ги прави цврсти и поотпорни на трошење и топлина, а ги штити и од ултравиолетовото зрачење и озонот. Без него пневматиците не би издржале ниту една година. Дополнително црниот јаглен ја прави смесата во пневматиците електрично проводлива, што овозможува одведување на статичкиот електрицитет. Има и естетска улога, криејќи ги нечистотиите што тркалата ги собираат од патот. Црниот јаглен е скоро чист, 97% јаглен кој настанува со нецелосно согорување на нафтени деривати во услови кога нема доволно кислород. Изгледа како мали црни топчиња или фин прав и годишно во светот се произведуваат околу 14 милиони тони. Се користи и во производство на литиум-јонски батерии. Иако Honda се откажа од своите најавени 3 електрични модели, сепак смогна сили да го представи Super N, со кого ветува дека ќе ги надмене конвенциите за компактно електрично возило. На планетата во 2/3 од државите се вози од десната страна. Сепак не е мал делот на светската популација која вози за нас од погрешната, лева страна. Од каде дошло ова и зошто е тоа така, следува одговор. Honda е на пат да го редефинира сваќањето за мало електрично возило. Конструиран на лесната платформа на напредната гама автомобили од серијата NK, што се продаваат во Јапонија, Super N е инспириран од легендарниот City Turbo 2 од 1980-тите. Со впечатлив надворешен дизајн, тој се карактеризира со новиот препознатлив широк став, поголеми браници и привлечни аеродинамични канали. Ке биде достапен во Европа од јули со почетна цена под 21.000 евра. Овој електричен модел има само 47 киловати, но со режимот Boost се зголемува моќноста 70 киловати за целосно да го ослободи неговиот потенцијал за перформанси. Инженерите на Honda работеа на калибрацијата, спроведувајќи огромни тестирања на различни услови на површината на патот во Јапонија и Велика Британија за дополнително да ги подобрат своите возни перформанси. И со обсег на возење во градскиот режим од 315 км, Super N ке понуди слобода во секојдневното патување. Внатрешноста исто така има препознатливи сини акценти кои оддаваат почит на оригиналниот City Turbo 2, додека амбиенталното осветлување ја облева контролната табла со ладна сина светлина ноќе, менувајќи се во богата виолетова боја кога е избран Boost режимот. Honda Super N во Европа би чинел околу 23.000 евра, цена која што е крајно дискутабилна за електрично возило од оваа класа. Дали знаете зошто некаде се вози од левата, а некаде како кајнас од десната страна на патот? Причините за ова се разни, а се започнува од стариот Рим. Историчарите тврдат дека таму коњаниците се разминувале од левата страна на патот за во случај на опасност да можат со десната рака да го извлечат мечот. Првото правило да се вози од одредена страна на патот датира од средината на 18 век, кога за да не се создава метеж е наложено сообраќајот на запрегите на тогашниот лондонски мост да се одвива по левата страна.
Преку Атлантикот пак ситуацијата била малку различна. Во Америка често се користеле тешки запрежни коли влечени од повеќе пара коњи кои возачот ги контролирал седејќи на последниот коњ од левата страна, држејќи го камшикот во десната рака. Заради тоа, тој не можел добро да следи ако се разминува со други запреги од левата страна на патот и е донесен акт со кој се наложува тие да се движат десно. Постои и историски недокажана приказна дека за време на Француската револуција, кога се менувало се што го поврзува општеството со аристократијата, е сменета и страната на возење од лева на десна, што подоцна се расширило низ Европа. Низ светот пак правилата на однесување во сообраќајот ги ширеле колонизаторите. Таму каде британците владееле се возело лево, а таму каде што биле французите десно. Така било се по почетокот на 20 век, кога моторизацијата зема замав. Од тогаш, заради практични и економски причини, некои земји започнуваат да ги менуваат правилата и место по левата да возат по десната страна. Дури пак тоа го има сторено по ослободувањето од колонијалните власти, но не сите. Иако од други причини, паралелно и во Европа се одвивал сличен процес. Една по една земјите кои возеле по левата се префрлале на десната страна од патот. Последни кои тоа го имаат сторено се Шведска и Исланд во 1967, односно 68 година, за денес сообраќајот само во Велика Британија, Ирска, Малта и Кипар да се одвива по погрешната страна. Низ светот лево уште се вози и во Јапонија, Индија и околу неа, во Тајланд, Австралија и островските земји кои се наоѓаат меѓу нив, како и некои држави низ Африка, Латинска Америка и Пацификот. Вкупно гледано, во моментов 2/3 од човештвото вози по десната страна. Во поглед на безбедноста, некои велат дека кај постарите лица десното око е поодминато заради што сообраќајот на левата страна е побезбеден за нив. Други пак наведуваат дека примената на десното правило за предност во некои ситуации е побезбедно при возење лево отколку десно. Но ни за едното ни за другото нема валидни и издржливи студии кои би го покажале тоа. Најбезбедно е се знае сите да возат по истата страна, која и да е таа. Со спектакуларен настан во Париз, кинескиот BYD лансираше марката Денца во Европа. Креирани како премиум автомобили со доза луксуз и брутални перформанси, тие директно ќе ги напаѓаат германските модели, меѓу кои и оние на Мерцедес, кој всушност е заслужен за постоењето на Денца. За почеток, Денца пазарот ќе го освојува со два целосно различни модела со еднакви амбиции изразени преку слоганот технологија што ја задвижува елеганцијата. Z9 GT е замислен како спој на спортски автомобил и караван и ќе биде достапен како целосно електричен и плагин хибрид. Посебно се истакнува со напредниот систем за управување кој вклучува независно свртување на задните тркала. Електричната верзија има 3 електромотора со 1150 конски сили и батерии за 600 км пат, кои се полнат ултра брзо со можност од неверојатни 1500 киловати. Плагин хибридот располага со комбинирани 775 конски сили и електрична автономија од малку над 200 километри. Внатрешноста е полна со напредни технологии, вклучително и 50-инчен head-up дисплеј со проширена реалност. Вториот модел, кој има ознака D9, е луксузен моноволумец за 7 патници. Долг е 5,2 метри, а плагин погонскиот систем располага со 350 конски сили. За подобро етаблирање на европскиот пазар, BYD најави 3000 станици за полнење, за почеток само во најголемите земји, а потоа и во 30 држави низ целиот континент, каде ќе бидат отворени најмалку 150 продажни салони.
Цената на Z9 GT стартува од преку 100.000 евра за хибридната изведба и скоро 120.000 за електричната, а на D9 се очекува да изнесува околу 70.000 евра. Доколку патот ве однесе во Чешка, најдете време и посетете го музеот на Шкода во Млада Болеслава. Не е кој знае колку голем, има површина од 1800 квадратни метри на кои се собрани 130 години историја на марката. Најстариот експонат е велосипедот Славија од 1899 година, а поставата сега е дополната со нова изложба на 30 на концепти и прототипи, поголем дел досега невидени во јавноста. Меѓу најинтересните експонати се теренското возило Шкода 973 Бабета од 1953 за чехословачката војска, прототипите од кои произлезе моделот 1000 МБ или пак работното возило со ознака Шкода 998 налик на Унимог наменет за земјоделството, шумарството и слични други тешки теренски задачи. Внимание привлекуваат и концептот на средно голем автомобил од 1971 со мотор напред и погон на задните тркала, дизајниран од Giugiaro. Серијата функционални прототипи од крајот на истата деценија со различни каросериски изведби, како и изведбата на моделот 105x120 со мотор и погон напред. Погледот не може да го заобиколи ниту интересното баги, кое едно време служеше за водење на авионите на аеродромот во Прага или пак седан и спортската двовратна изведба на Фаворит. Тука се и сите понови концепти кои беа прикажани по поголемите салони на автомобили, од елегантната двовратна купе лимузина Тудор до скулптурата со која се најави новиот Епик. Уживајте! Музеот на Шкода е вистинско светилиште за марката и ни покажува како со макотрпна и посветена работа може да се победи дури и политичкиот систем кој не беше многу посветен на производството на возила. Ова треба да ни биде пример за да ги следиме сопствените правилни убедувања. Убав поздрав!